Викендов се насочуваме целосно кон четвртфиналните надпревари на светското првенство. Пред нас е викенд со 3 четвртфинални дуели. Знаеме еден полуфиналист Франција, бараме уште 3 полуфиналисти. Во меѓувреме ставите subscribe на YouTube каналот Кладење.мак. Денеска се игра еден надпревар. Шпанија, Белгија, Кец. Единствениот тим што се уште нема примено гол на светското првенство е Шпанија. Сега имаат рекордни 6 надпревари без примен гол на мундијалите, што е нешто повеќе од 10 часа фудбал. Но против нив сега е Белгија. Белгија се пласираше на 2 од претходните 3 четвртфиналиња на светските шампионати. Сега сака да го повтори успехот од 1986 година кога се пласираше во полуфиналето. А знаете кого тогаш елиминираа во четвртфиналето? Шпанија. Тешко дека ќе се случи тоа и затоа играме Кец. Очекувам победа на Шпанија. Норвешка, Англија. Гол-гол. Ово ќе биде супер интересен надпревар. Единствениот пораз на Норвешка на мундијалот до сега дојде против Франција и тоа во надпревар во кој Норвешка играше реално со вториот тим. Освен тоа, во осмина финалето, Норвешка славеше против Бразил. Тоа не е мала работа. Ако Халанд има добар ден, тогаш лошо и се пишува на Англија. Во секој случај очекувам голови и на двете страни. Затоа играме гол-гол. Аргентина, Швајцарија. Прво полувреме X. Како Аргентина стигна во четвртфиналето? На 11 минути пред крајот губеа од Египет 2:0. И потоа се дуваа неколку контроверзни вар одлуки, малце среќа за Аргентина и Аргентина во четвртфинале. Усвари од кога го загубија првиот надпревар на светското првенство во Катар, од тогаш имаат на секој надпревар победи и на секој надпревар по минимум 2 постигнати гола. 11 надпревари на светските шампионати. Од друга страна, Швајцарија на 7 досегашни средби со Аргентина нема победа, што само ја сумира големината на нивната задача да елиминираат Аргентина. Очекувате тврд и неизвесен надпревар. Тие се 3 надпревари за викендов. Од наредна недела ќе следиме полуфиналиња на светското првенство. Имајте убав викенд и се гледаме наредна недела. Ајде, чао!